Филип накиснали, добро вечер. Добро вечер, да, малку накисна. Филип Нацовски и Владимир Калински денеска истражува како изгледа скопската слика на еден урбан хаос со паркинзите. Филип, повели. Значи, во последно време, иако се направија многу паркинзи, особено во центарот на Скопје, се чини овој проблем се уште постои и луѓето немаат каде да ги паркираат своите возила. Затоа овде со мене, мој вечерашен соговорник е Владимир Кроневски од сектора за јавни паркиралишта. Добро вечер. Добро вечер. Ќе го решиме ли овој проблем конечно? Па се надевам дека ќе го решиме. Пака пред сега би сакал да ги запознаеме гледачите дека јавното претпријатие градски паркинг стопанисува во моментот со 15 паркиралишта од затворен тип, од кои може да кажеме дека во моментот располагаме со бројка од 2500 паркинг места. Како новина, може да ги запознаеме гледачите дека во моментот проектот за зонско паркирање, поточно може да кажеме што представува проектот за зонско паркирање, представува паркирање на улици, на тротоари, на делови помеѓу улици и тротоари со плаќање на еден соодветен паричен надоместок. Можеле да кажеме дека како примарна цел на зонското паркирање ќе се опфаќа зголемување на фондот на паркинг места во оние делови во централното градско подрачје каде што представува најголемо оптоварување со стационарен и динамички сообраќај. Меѓутоа, тука не би се задржале, не би останале на ова ниво, како генерална цел, би се опфатиле и пошироките централни градски подрачја на градот Скопје. Јас ќе ве замолам уште малку да останете, а сега би сакал да го погледнеме прилогот на колегата Владимир Калински, за да видиме како се сноѓаат луѓето на паркинзите во центарот на Скопје. Ова е влезот на Скопје. Овде се обработува влезната клучка. Ќе биде осветлена, ќе има и жардинјери со зеленило. Со 4 ленти овде најверојатно ќе се регулира метежот и влезот во градот конечно ќе заличи како на вистинска метропола. Но сега ќе видиме каква слика не очекува внатре во градот. Господјо, ви пречат ли паркираните автомобили по тротоарите и по пешачките зони? Нормално дека пречат. Јас со количка, со бебе не можам да поминам по тротоар. Каде да се движам? И пешаците, и ние со велосипедите, сите сме сега мораме на улица, а тие се важно да се обезбедат, се качи на тротоари, да не ги казнуваат полицијата. Местото не им е тука на автомобилите. Секој културен човек знае кај треба да стои автомобилот. Има ли доволно паркинг простори во Скопје? Не. Нема. Како се сноѓате за паркинг? Гледаш и самиот. Мораш да се качиш по тротоари или вака во трева. Има доволно паркинг места, на овој паркинг дека, ама луѓето на погрешна страна се паркираат на тротоари и затоа пајакот ностоп често ги соби. Дали некогаш плаќате за паркинг простор? Да, секогаш. Дали е скапо? Релативно не е. Генерално има ли доволно паркинг простори во Скопје? Па се гледа дека нема доволно. Најверојатно ќе мора нешто се преземе, дали гаражи, катни да се прават, не знам кој е решение, но во секој случај нема. Филип, има ли шанса да се стави ред со овој модел на зонско паркирање во центарот на градот? Па се надеваме дека конечно ќе се реши овој проблем. Ево уште малку за зоните. Кога ќе започне проектот и малку повеќе за тоа кои локации ќе ги опфати? Па вака, проектот предвидува централното градско подрачје да биде поделено во 3 зони, прва зона, втора зона и трета зона. Поточно првата зона, тоест црвената зона би представувала, би се протегало помеѓу, вака само на кратко би сакал да кажам, помеѓу
булеварот Гоце Делчев, улицата Даме Груев, Стив Наумов и Георги Димитров. Втората зона булеварот Мито Хаджи Василев Јасмин и третата зона Рузвелт, улицата Рузвелтова и улицата Теодосија Гологованов. Би сакал исто така да ги запознам гледачите дека во моментот јавното претпријатие Градски паркинг, значи потекот на улицата Даме Груев, во моментот ги изведуваме градежните работи, поточно значи се врши гребење на асфалтот, асфалтирање, бележење со хоризонтална и вертикална сигнализација и од каде значи би започнал како пилот проект, поточно зонското паркирање тука би започнал како пилот проект во наредниот период. Колку би чинело за да се паркираат граѓани во Скопје? Па значи во моментов се уште не можам да ви кажам колку ќе чини значи паркирањето на зонското паркирање, бидејќи се уште не сме започнале значи со наплатата. Јас ви благодарам. Чомовски? Благодарам, тоа беше Филип Нацовски со својот соговорник и заедно со Владимир ја ослика барем приближно паркинг атмосферата во Скопје. Инаку одамна мислев дека е ред во Скопје фичовците да не се паркираат во центарот на градот, не затоа што се фичовци, туку како раритети можеби и треба да ги гледаме. Туку заради фактот што во метрополите да се паркираш во централното градско подрачје е вистинска реткост. Но се разбира тоа е малку поширока, заслужува поширока елаборација. Пак за Скопје